Ова се вестите на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Денеска во судницата во Идризово продолжува судењето за несреќата во Кочани. Останаа да сведочат уште неколкумина преживеани од кобната ноќ, пошто ќе следува доказна постапка. Се погласни се реакциите во јавноста од бранителите на обвинетите дека за правната квалификација на обвинението за нив апсурдно е дека сите се обвинети од и заедно го предизвикале пожарот. Предизвикување општа опасност е непосредно кривично дело, што сега се извршува. Тоа што моментално ќе го направите да предизвика пожар како последица. Во конкретниот случај не може луѓе што работеле во државната администрација во процесот на издавање на лиценците на кабарето да ги обвините дека го предизвикале, односно подметнале пожарот, изјави адвокатот Петре Шилегов. На денешната 57-ма седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците ќе се одржи јавна расправа за предлог законот за јавното обвинителство, со кој се предвидуваат темелни реформи во организацијата и функционирањето на обвинителскиот систем. Воедно, собранието утре треба да се изјасни за предлогот Ненад Савевски да биде избран за нов државен јавен обвинител. Комисијата за прашање на изборите и именувањата денеска ќе ги разгледува двете пријави за јавниот оглас за именување председател на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија. Според информациите на МИА, на огласот се пријавиле Ацо Ристов, поранешен градоначалник на Радовиш, и Шамил Реджепи, вработен во РКЕ. Речиси 8000 станови со вкупна вредност од 540 милиони долари се продадени лани во Македонија, а се купиле скоро 8000 станови чија вкупна вредност надминува половина милиарда евра, објави Телма. Според податоците од Агенцијата за катастар на недвижности, лани се купиле и продале вкупно 23.470 недвижности, од кои приближно 1/3 се станови, а 1/3 земјоделски површини. Најатрактивни населби за купување стан се во скопските општини Аеродром, Центар, Карпош и Кисела Вода, каде се забележани и највисоките цени. Илјадници евра плаќаат граѓаните за да стигнат до своја пензија затоа што фирмите во кои некогаш работеле не им уплаќале пензиско осигурување. Законските измени што го овозможуваат ова се донесени уште во 2015 година, а како што велат од Фондот за пензиско осигурување и понатаму има голем интерес за докуп на пензиски стаж. Најголем интерес за докуп на стаж има кај лицата што треба да го исполнат законскиот услов за остварување право на пензија, а тоа е 15 години работен стаж. Според законот може да се докупи стаж само за периодот до 31 декември 2008 година. Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец кој ќе биде поизразен долж по Вардарието. Минималната температура денеска ќе биде во интервал од -7 до 4, а максималната од 11 до 15 степени. Во Скопје предпладне облачно, а попладне се услови за слаби врнежи од дожд. Минималната температура ќе се спушти до 4, а максималната ќе достигне до 13 степени. Според Управата за хидрометеоролошки работи, во следните неколку денови ќе имаме променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Неколку стотици граѓани вчера вечер се собраа во центарот на Чачак во Србија, откако се појави информација дека председателот Александар Вучик би можел да го посети градот. Собраните тврдат дека председателот избегнува да дојде во Чачак и велат дека не е добре дојден, објави Нова. Присутни беа и голем број полицајци во опрема за разбивање на демонстрации. Жителите на Чачак го пречекаа Вучик со свирежи и извици, како одговор на навредите што Вучик постојано ги упатувал кон жителите на Чачак, нарекувајќи ги ортодоксни и
измамници и криминалци. Ракети и најмалку 5 дронови биле лансирани врз американската амбасада во Багдад од областите околу градот, соопштија ирачки безбедносни извори, опишувајќи го нападот како најинтензивен од почетокот на американско-израелската војна со Иран. Британските медиуми објавија дека неименувано лице видело најмалку 3 беспилотни летала како се движат кон амбасадата и дека системот за воздушна одбрана соборил 2 од нив, додека третиот дрон удрил во комплексот на амбасадата, од каде што можел да се види оганичат. Друг сведок потврди дека во ирачкиот главен град се слушнала експлозија, објави Reuters. Новиот ирански врховен лидер и син на долгогодишниот ајатолах Али Хамнеи Моџтаба ги преживеал американските и израелските воздушни напади, излегувајќи во градината само неколку минути пред ракетите да го погодат неговиот дом. Во истиот напад на 28 февруари, неговиот татко Али Хамнеи и други членови на раководството на Исламската република беа убиени, а досега необјавена аудио снимка открива како новиот лидер ја избегнал смртта, пишува Телеграф. Европските лидери му испратија јасна порака на Доналд Трамп, а таа е дека Европа нема да учествува во обезбедувањето на Ормускиот теснец. Министрите за надворешни работи на 27-те земји членки во понеделникот се собраа во Брисел за да разговараат за повикот на американскиот претседател до европските земји да помогнат во обезбедувањето на клучниот воден пат кој Иран го блокираше како одмазда за воздушните напади на САД и Израел. По часови разговори зад затворени врати, европските дипломати ја отфрлија идејата за проширување на поморската мисија на ЕУ Аспидес и заклучија дека тоа е американски проблем што Вашингтон мора сам да го реши. Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека верува оти има чест да ја освои Куба, пренесоа американските медиуми. На прашањето на новинарите дали може да започне воена офанзива против Куба, Трамп одговори потврдно: без разлика дали ќе ја ослободам, ќе ја освојам, можам да правам што сакам со неа, рече Трамп. Тој ги прекина испораките на венецуелска нафта за Куба и се закани дека ќе воведе царини за секоја земја што и продава нафта на Куба. Ова беше се во денешното издание на вестите на Слободен печат. Останете со нас, читете Слободен печат.